Харли Девидсон моторов, Здраво, здраво дечки. Денеска сме овде на Palio Classic. Морам да кажам дека доста добра организација. Битола ќе ги пречека бодибилдерите на овој настан у најдобро светло. Организација топ. Мерењето заврши. Денеска сакам да ги поздравам ВБ дечките. Му оставив честа на нив како битолчени да му направат интервју на сите надпреварувачи на почетокот. Ќе се видиме и со нив, ќе направиме муабет што како ќе правиме понатаму. Сакаме да ви снимиме некоја видео и со нив. А денес ќе имаме чест да му направиме интервју на нашиот познат Паљо. Сакаш компири? Неќам. Поддржите ги надпреварувачите, бапните лајкче, шерните го нештово и не заборавите на subscribe. А ве чекам долу у коментари, пишете следен серијал или нешто слично со кој да снимам од надпреварувачите. EPX Champions продолжува. Сега моментално имаме и нови надпреварувачи со кои ќе снимаме, така да сцената ја градиме, ги поддржуваме и мора да се буткаме напред. Може и сами да видите, значи, ова ни е LCD екран. Имаме спонзори, моторите ми се феноменални, идејата одлично осветлување, така да сега гледате се тивко и мирно, а за брзо ќе гледате многу по возбудливо. Не знам, организацијата е на ниво. Ајде дојди со мене да видите само од позади, каде што е мерењето. Многу ми се свиѓа. Ево ги сега тука, мислам дека треба да се и дечките од ВБ. Тука се да. Организацијата ми е на првно ниво, си има клупи, тегови едно друго. Имаме овде дел од организацијата исто од судиите, тоа се организатор е Паљо, се знае. Да ги поздравам дечки ВБ. Снимај ги нив. Гази. Дечки, ние одиме со нив на кафе, уживајте во видеото и остани до крај да ги видиш и днешните форми. Чао. Денеска сме повторно заедно со Катерина Пубева или Катринити, така сите ме знаат. Супер, супер. Кате, во истата категорија се надевам че се надпревараваш како минатиот пат, така? Да, секогаш во Боди Фитнес. Супер. Како ги подобри на твоите перформанси за разлика од првото надпреварување и знам дека беше измеѓу овие две надпреварувања и во Шпанија на Арнолд светскиот куп? Па добро, секако формата се темпира секогаш за тоа што ти е најважно во најблиска иднина. Секако државното беше една поидовна точка и после до Арнолд Класик имавме мислам недела дена или 10 дена за формата да се искристализира уште повеќе. Значи недела дена имаше пауза од државното до Арнолд. Тоа не е многу, ама има доволно време за да може да се изоштри, нели како што треба фигурата да изгледа баш. Колку бевте во конкуренција ме интересира на Арнолд и кое место освои ти? Многу, значи во едната, јас настапував во две категории во Body Fitness, едната беше Masters, тоа е мојата категорија конкретно е 40 плюс, значи јас имам 40 години, меѓутоа беа 35 и 40 тие беа како споени во една, беа околу 30 девојки, во другата категорија сениори, тие се од 24 години до 35 и таму отидов и во таа категорија со младите малце. Во двете направив многу голем успех, бев финалист, го освоив 6-то место, се вративме со 2 медали. Јас сум многу задоволна бидејќи ова е најдобриот пакет што сум го донела на сцена некогаш. Значи ова може да речеме дека ти е животна форма за надпреварување кога станува збор? Да, сега имам последователни, нели, Palio Classic, Diamond следниот викенд. После имаме светски куп во Шпанија, Санта Сузана и како последна цел, што е најважно првенство за оваа сезона, за тоа ќе го затвориме, светското првенство во Токио и на секое наредно формата ќе биде се подобра и се надеваме за се подобар пласман. Фала ти за што ја представуваш Македонија стварно во одлично светло и бодибилдингот и ти посакувам денеска уште еднаш, уште подобар пласман и на сите надпревари што ти предстоат. Ви благодарам и на вас за поддршката. И добар ден, драги гледачи. Моментално сме на 15 за 6, у 7 почнува такмичењето. У истите категории се надпреваруваш кај минатиот пат? Да. Исто, бодибилдинг до 23 години и у сениори 90 плюс. Чек ќе дојдем од вас. Одморен ли си вака? За разлика од минатиот пат се панеше со галетта у раците правеме интервју. Вие пат понавреме ли стигна некои работи? Па искрено не, минатиот пат ми беше подобро организиран, овој пат поради работа и не може баш да се организирам најдобро и слабо испиење, некои 5 сати им па ни толку и возење 3 сата до Битола. Ти возеше до тука? Да. Другарче, зашо е? Ти да не си положен?
За назад ли си? Да, го чувам за назад да има енергија. Добро, тамана ти ќе биеш птен клапнати, ти треба мало да одмориш. Видео снимаме ли едно JPX Champion што снимаме детално тренинг твој? Пример, може мртва да правиме јака што форсираме, не сум толку јак кај тебе, ама ти колку ти беше пиарот? 300 ми беше пиар на 94-3 кила, така нешто. Сега колку си за набина? Сега сум 95.5. Минатиот пат бев 90 кила. 90 кила си бил на државно, така? Да, 90, ама сега малце беше скомплицирано затоа што задоцнев. Тоест не задоцнев, ја дојдов на време, само беше малце прекасно и ме чекаа само мене и не сакав да ме чекаат. И нема време нити да се опушта малце, да земам воздух, што се вика, нити до ВЦ да идам крај крајава. Морав одма да застанам на вага и да трчам своја шеја од 3 сати пат. Така да може би нешто испод 95-5 сум, реално, дај да кажеме 94, ама не сум испод тоа, имам качено 4 кила, али нема да се познава тоа ништо на бина, тоа не е вода буквално. Мене не ми јасно, ја вака си делувам поиздефиниран за разлика од минатиот пат. Тоа сакав да те прашам формата, како ти вака самокритично и позитивно и негативно, како си задоволен од твојата форма за разлика од пред 2 недели од државното? Па формата е тука некаде, искрено, али позингот е многу подобар, спремен, тоа вечер ќе го покажам. Со грчевите како стоиш? Подобро? Да се надевам. Дај Боже, ти држам среќа. Тоа ми е, значи, најголемиот предизвик. Ќе пробам да и покрај грчот да стискам. Како рекоме, он не пушти и ја не му се давам. Да. Тоа е тоа. Гази, да не те замара многу, одмарај. Едно прашање. Цело време гледам дека доста од од бодибилдерите висите со ногите нагоре пред стејдж. Што е уствари поента на висењето со нозиев за сите што не знаат? И ја не знам. Да спадне водата од нозите. Да, затоа што нозете највеќе задржуваат вода. Сега тоа е индивидуална работа, зависи кај секој различно, али од 90% такмичарите имаат подуени стопала од вода, подуена ја имав проблеми со кичмата, не можев да одев, пошто ми се собра вода после читмилот, пошто малци претарав искрено, али овој пат нема тоа да се деси. Јасно. Тоа претпоставувам ти движиме цело време, ноите ни се активни и затоа е тоа со вода, така? Да не те замарам. Уживај, одмарај, скојам уште еднаш уште подобар пласман за разлика од минатиот пат и тоа. Си бокс. Ставаш од ова на ова, така, и само го тапкаш по телото, окей? Готово. Што така. Прв пат нанесуваме боја. Ова слика Пракса. или снимаш? Чекај. Да. Дој на Сликаш или снимаш? Само да тапкам, да не стругам. Не, тапкај само. Добро. Екипо, покрај снимање и подршка на надпреварувачите, колку можеме, сување боја, саатот е веќе 6 и нешто. За некое време треба да почне, веќе почне да се збира и екипажот. Останатиот дел од надпреварувачите се собират. Ја му помагам на Даре да нанесеме боја. Прв пат нанесувам боја во животот. Се надевам дека добро ќе биде. Дечки, моментално како што гледате имаме коригирање и позиција на светло, така да останува жустро да се види кој ќе биде победникот денеска. Ајде. Кипо, ќе газиме или да не знаеш? Те газиме како не. Обавезно. Ајде, Да Палјо правиме Класик, најдобра 2004 подршка и на Палјо Класик и на преварувач. Така е. На интервју на крајот шлаго на тортата. Обавезно, сакам да ве прашам некои прашања, тоа е тоа. Денеска сме овде заедно со Зоран Лазаревски, поточно познат како Палјото, како организатор на овој спектакл. Кажи ми што очекуваш од овогодинешното надпреварување? Па ова сега премина веќе во традиција, ова веќе трет Палјо Класик. Првиот Палјо Класик беше 5000 евра, вториот 6, сега 7000 евра, наградите растат, популарноста расти, надпреварувачите веќе стекнуваат поверење за организација, за награди, за позитивна енергија и мислам дека овој надпревар се одделува од сите други надпревари и продолжуваме традиционално. Точно. Околу припремите на целото ово надпреварување, конкретно за првиот пат, колку време му требаше на Палјо да го припреми? Ова е многу тешко, пошто јас немам менеджерски тим, немам луѓе, значи сам го правам ова, оти сум перфекционист, некам да се направи некоја грешка, така да
да нема некои пропусти, се време го организирам сам, без 40-50 дена не може да се организира овој настап. Јасно, јасно. Кога сме кај делот на поддршка и спонзори, дали имаше некаква потешкотија при наоѓање на истите, бидејќи знаеме дека бодибилдингот кај нас во Македонија уште е на некоја си табу позиција, каде што не се многу расположени фирмите за поддршка? Не е точно, не е поќе табу, пошто и во светот е многу порасната популарноста на бодибилдингот и фитнесот, преплавени се социјалните мрежи, преплавени се телевизиите, има многу персонални тренери онлайн, во живо, значи ова има многу голем подем како во светот, така и во Македонија, така да спонзорите веќе го препознаваат овој настан, али тоа значи дека секој организирање на Пајло Класик тоа го почнуваме наново, значи не значи дека шемата направена па може да бидат истите спонзори. Може некој спонзор има лоша година финансиска, па неки да се приклучи, некој спонзор може неки, ради што позира од друг спорт, али воглавно со Господ напред секоја година се најдваат потребните средства за надпревар. Така, бодибилдингот и фитнесот како на социјалните мрежи оде во нагорна линија. Ти си наш стар надпреварувач, поранешен, па гледајќи сегашната моментална ситуација кај нас на државно ниво, што мислиш во каква во нагорна или надолна линија се движи се тоа? Мислам дека може да биде многу подобро. Додиме во уште по нагорна линија, треба да се работи многу и најважно е да се работи со љубов и да се има волја. Иначе нема да се оди напред. Јас тоа сакам да го докажам со мојот надпревар. Вака треба да се организира надпревар, вака треба да се стимулират надпреварвачите, кога ќе дојде се да биде како што треба, осветлување, озвучување, услови, место за пријавување, место за да се напумпат, значи се да биде како што треба да биде топ. Да, како што го погледнав позадите е доста добар спремен бекстејџот и со светло и со тегови. Се комплетно, се е направено како што треба да биде, без. Последно, што би им препорачал на надпреварувачите што се надпреваруваат денес на твоето надпреварување? Му препорачувам дека ми направи голема чест што дојде тука, нови мој надпревар Пајло Класик и голема благодарност и мислам дека со текот на времето ќе расте бројот, еве почна да се приклучуваат надпреварувачи од други земји да биде на балканско ниво, на европско ниво. Денес имаме 3 земји: Македонија, Црна Гора и Косово. Прошлиот пат беше Црна Гора, Србија, Албанија, значи ќе почне ова е веќе трет надпревар и веќе покажа добри резултати. Значи ова е наше македонско производство што е веќе станува интернационално. Точно така, ако се има волја и љубов, се прави. Сакаш компири? Не ќе. Фала ти многу. Веќе ја гледаме целата сцена кај што е подготвена. Надпреварувачите се во уште подобри форми, државното. Така да гледаме и некои нови надпреварувачи. Еве нашите шампиони овде, Кумановци, брајче. Браво, дечки. Едно прашање може? Да. Снимам за YouTube Fitness Bodybuilding, па сакам вака од публиката едно мислење. Што очекувате од ова надпреварување? Не знам, увај резултати од надпреварачите и добри надпреварувачи. Имаш фаворит некој од надпреварувачите за кој си дојден? Па не е баш. Не, Трајковски Дарио, одамка. Трајковски Дарио ти свиѓа? И ја, да. Исто? Дали вежбате? Да. Дали се замислувате некојаш и вие на оваква бина да застанете? Па може некојаш во Индија. Ако успееме, отидаме. Која генерација сте? 05 јас. 05? 2007. 2007, браво, доста млади сте. Цепите и која е вашата порака што ќе му порачате на надпреварувачите? Со среќа да му Веќе некамо. Фала ви многу на интервјуто, дечки. Здраво, дечки. Неколку прашања кратки да ви поставам, дали може? Може. Може? Може. Вежбаш во теретана? Да. Сега малце правам одмор дека имам малце проблем со грбот. Јасно. Дали се замислуваш некогаш да испаднеш на бина овака како овие надпреварувачи? Искрено не. Не. Добро. Ти дали имаш некој фаворит овде? Не. 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 Вежбаш исто во теретана? Вежбам. Колку време? 3 месеци се. 3 месеци. Браво. Какво мислење имате еве за Пајло клуб, Пајло Класик општо надпреварувањето? Супер. Зимате пример од него? Да. Да. Тоа е тоа. Дечки, ајде една порака од вас за надпреварувачите денеска да ги бодриме сите заедно. Со среќа. Ти што би им кажал? Со среќа и јас. Среќа исто. Потребаве фанав малце, неочекувано. Фала ви многу на интервјуто. Дали имате некој фаворит овде моментално што се надпреварува денес и што го бодрите?
Фаворит немам јас моментално. Добро, кој е тогаш што те инициираше да дојдеш овде? Интересен е спортот, брат. Многу интересен ми е, брат. Дојдов за да се видам тука и јас вежбам Колку време вежбаш? 3 години. 3 години. Браво. Дали се замислуваш некогаш на бина ти како овие надпреварувачи денес? Зошто да не? Може. По последно прашање, која порака би им ја пратил на денешните надпреварувачи? Немам, брат, порака, само сите подобри и подобри да се прат. Секоја година. Фала ти многу на интервјуто. Денеска сме еве заедно со Ангела по втор пат. Ни касне видеото малце, ама ќе биде и тоа. Ангела, како еве долгогодишен надпреварувач, што очекуваш од денешното надпреварување? Мери да е звер, Кате да е звер, од машките. Пак се надевам повеќе ќе се зверо и се надевам другата година еден тон жени набина и повеќе надпреварувачи. Дефинитивно јас го делам исто мислење со тебе. Што да му посакаме на надпреварувачите денеска? Да нема трема, сигурно не име прв пат надпревар, знаат како и позирање и како и тремата и се, немој да се плашите, се че окей, таман сте. Лунче ти? Фала ти многу на интервјуто и да одиме да ги бодриме, а? Се гледаме в година со мене. В година обавезно и следно видео некој да снима. Да, и Луна изјави дека сака мочка. Окей. Фала ти многу. Ајде. Здраво, сега сме денеска овде со нашиот Дејан Пауновски паки. пак е како долгогодишен надпреварувач. Што очекуваш од денесното надпреварување? Па реално можам пред се да кажам дека Паљо одржа лекција како треба да се спрема еден надпревар. Од квалитет до сцена, бекстејдж, визија, дисплеј, многу ми се свија. Не е прв тоа како што го прави. Ми се допаѓа, а за квалитетот на надпреварувачите не знам искрено, не бев на претходното државно, не сум утека, али ќе видиме. Ќе видиме. Се надевам дека ќе биде се подобро и подобро. Да. Како долгогодишен надпреварувач, што би им посакал на надпреварувачите денес што ќе испаднат на бина? Па би посакал секој да си ужива своите 5 минути, бидејќи ова се онака баш своите 5 минути кои што ги чекаш цела година, после 10-12 месечни припреми. Спремање, макотрпни Да, припреми. да, ова е онака хајлајтот у нашиот живот. Секој што му е љубов, верувам дека тие 5 минути вечно се памтат. Јас тој адреналин што тука се има, што се добива, тој допамин, мислам дека за тоа живееме ние. Да, да. Дали можеби денес имаш фаворит некој од надпреварувачите? Па искрено не знам точно кои се, за на сцена само знам за Мери. Мери ми е секако фаворит и добра другарка и непобедлива шампионка. Мислам дека нема да се роди уште 100 години некој девојче толку спремно, али сега ќе видиме. Може да го правиме истиот момент кога ќе заврши, ќе кажеме реална оценка. Може така? Ќе судиме оценки. Фала ти многу на интервјуто и Фала ти, се гледаме. Здраво, денеска сме овде заедно со нашата светска шампионка, така? Така. До нас стои Мери. Мери Акиевска. Мери, денеска се надпреваруваш во која категорија? Велнес. Велнес, класика твојата категорија. Да. Кажи ми, како си возбудена за ова надпреварување? Што очекуваш од ова надпреварување? Па веќе уште од првиот настан, тука што се одвиваше уште пред 2 години, фактички уште од отварањето на Паљо Класик, јас сум тука и веќе еве 3-та година поред како се појавувам на оваа сцена. Какво мислење имаш за целата организација што ја пружи Паљо на наше државно ниво и интернационално веќе? Ова е многу добро прашање и со задоволство можам да кажам дека ова е македонската олимпијада. Ваков настан треба да биде и државното и било кој, дури може и повеќе настани вакви да има во Македонија и нека биде за пример и нека продолжи вака. Започнувајќи од такмичарска форма, завршувајќи до одлични награди, така да одлична организација, одличен водич можам да кажам на целиот тој настан, така да со чест и задоволство настапувам повторно на оваа бина. Фала ти многу за интервјуто и ти посакувам највисок пласман и се надевам на ексклузивното интервју што го правам на сите победници на крај. Фала ти многу.
веќе несуваат магијата на бодибилдингот, Мија Тодоровска. Спајаш се. Браво, царе. Даре, дај си бокс со пехар. Тоа. Сега освои 2 места. Кои се тие? Прво место во бодибилдинг до 19 и трето место во бодибилдинг до 23. Сега, и предходниот пат те прашав кој од последните 6 ти беше најтешки. Сега, кој од последните 6 ти беше најтешки и зошто? Кој од последните денови? Да. Дефинитивно последните 5, кај што ми е најисушено од телото и најлатаргичен сум поради нискиот внес на калории во телото. Што научи од тој предизвик што го имаш сега во овие последни денови? Главното нешто што го научив е дека имам потенцијал за следниот пат уште по-добро да се погажам и научив дека до диетата е се. Откако веќе ќе го имаш телото формирано со мускули за време на фазата која градиме маса на нас, фазата на чистење на телото е најбитниот момент. Кога сме кај прашањето како минатиот пат со храната што ти е се уште во мисли. Дали тој глад и таа мисла се зголеми, се намали или остана иста кај тебе? Се намали дефинитивно, дека осеќам телото на некој начин ми е веќе навикнато глата да ја држам тоа и дури имав денови некој кај што речиси цел ден не јадев ништо. Збориме од 7 сабајле до 7-8 вечерта веќе тоа и мачно да, ама многу поиздржливо него последните надпревари што биле до сега. Така. Рековме дека минатиот пат кај тебе нагло се промени категоријата, имаше трикови и проблеми во глава со од гледна точка не проблеми со глава, туку проблеми дали да позираш во мен физик или бодибилдинг. Дали во моментов сметаш дека го подобри тоа? Дефинитивно го подобрив, да. Сега не беше нагла промена како последниот пат што беше тоа. Сега отидов со план пред време тоа, 2 недели пред време уште од надпреварот на државното, за како ќе се покажам и во кој начин ќе се изведам рутината и така што се на се, овој надпревар сега многу поспремно беше него предходниот. Така. Кога сме кај долот, како што знаеме, Сибам зема 6 пат Мистер Олимпија, класик бодибилдинг, класик физик и дали кај тебе тоа ја зголеми желбата, мотивацијата и ти даде некоја енергија? Дефинитивно да, јас од секогаш најавив Сибам и мислам дека е дури скоро една цела генерација понапред во неговото тело, него сите негови конкуренти моментално. Иако мислам од моја гледна точка Весли заслужуваше второ место да има. Иако сепак многу послаби нози имаше од другите, мислам дека во класик физик за разлика од open bodybuilding, повеќе треба да се цени естетика, класичната естетика и симетрија наместо чиста мускулатура на тебе. Точно. Дарко, фала ти многу, се надевам дека ќе гледаме уште медали и да се радуваме заедно. Фала. Мија Тодоровска. Кога академијата Вредност Фитнес. Второто место е за натпреварувачката со натпреварувач број 3, гостињата од Соснажова Макарена Народович. Победничка во категоријата Вредност Фитнес е следната шампионка во категорија Мија Киевска. И академијата е 6 гости на палео клас и редовни учесници на националните шампионати, купата категорија и интернационалните надпревари, професионален зборни спорт. Денеска сме овде со нашата победничка.
кажи ми едно деликатно прашање. Од последните 6, која ти беше најтешка недела и зошто? Па, последната ми е најубава, бидејќи секој ден се нова форма добивам во секое време. И нон-стоп сум предогледало, гледам трансформација. Инаку на почетокот е најтешко на самиот старт, бидејќи треба да отргнеш количинската храна. Па не сум веќе во таа фаза што булкам или нешто така, но сепак поголема количина на храна да се намали на нула и да се ставиш на нула хидрати, тука е малку проблемот, но веќе неколку години 7 години како такмичам, така да навикам ја, така да не ми е тешко повеќе. Кога сме кај храната, која храна постојано во сите припреми до сега ти била во мисли, а при тоа не си смеела да ја јадеш? Бургер, дефинитивно, ради компирчињата. Најголеми потешкоти што си имаш соочено во текот на твоите припреми годините наназад при позинг припреми? Позингот е многу тешка работа и на бина највеќе маки имаме со позингот, посебно на големите сцени како европско, светско, Арнолд Класик, бидејќи имам во категорија по 30 такмичарки, 30 девојки што сме во конкуренција и не држат повеќе од 5 минути на бина, нон-стоп треба да се стегаш, да позираш. Дури кога си на страна, кога одмараш, мораш да бидеш во позинг и да држиш и вакуум и позинг тоа што треба, бидејќи на страна се оценува, не само напред кога те гледат. Точно. Кога сме веќе на светската сцена, од кој бодибилдер, бодибилдерка и слично црпиш најмногу инспирација и мотивација да го правиш ево со години веќе? Па пред до 2021 година за прв пат кога се појавив на светско, имав една идолка русинка, Елена. И ете, на крај испадна дека со неја ќе такмичам иста категорија, иста висина, таа зема второ место, јас зема прво и после од таму навака само од себе сум мотиватор и сама себе сакам да се надминам и да се докажам во нова форма. А многу е потешко да останеш на врвот. Патот до таму е тежок, но многу е потешко да останеш на врвот. Точно, ти си го достигнала баш тоа. Твојата идолка, да треба да такмичиш рамо до рамо и на крајот да останеш само ти. Браво. Честитам денеска, посакувам се уште вакви медали и пехари да гледаме и да ги славиме сите заедно. Така. Ова е трето Паљо Класик, следната година се надевам дека уште едно за четврта. Одиме во уште појака форма. Фала ти на интервјуто. Екипа, доста солидни форми, подобри од државното, се надевам ќе бидат уште подобри тие што ќе ги гледаме и на Diamond. И Андреја, една шампионка ни претрча. Тоа е тоа, остануваат уште половина од категориите и тек до прва има што да гледаме. Така да остани до крај на видеото и не заборавај на лайк, шер, сабскрајб. Тука сме со Мија Тодорова како победник во бикини, така? Така. Кој од последните 6 недели, повторно ще прашам, ти беше тешко, но сега што беше тоа што го совлада и што научи? Па совладав како да се соочувам со гладта полесно и тој дел околу храната ми стана полесен. Сега, минатиот пат беше прашањето која храна те е постојано во мислија, не смееш да јадеш, дали се уште оризот и галетите? Па сега можем да кажем дека нешто благо или некоја кропна можеби. Дефинитивно. Најголема потешкотија за време на позинг припремите која е совлада низ целите припреми и последните 2 недели што не се размах од државното до сега. Како што кажав претходниот пат, транзициите од поза во поза и да ги задржувам позите без да... Сметаш дека е подобро овој пат за разлика од државното? Па сметам дека да, затоа што доста вежба. Браво. Ти кажа дека немаш твој идол, дека сите луѓе што се надпреваруваат овде ти си идоли, така да се надевам дека уште поголема инспирација црпиш денес, бидејќи се во поголем број, во подобри форми. Да. И многу ми е мерак што има се повеќе и повеќе луѓе на секој следно такмичење, затоа што стварно треба и да се цени трудот, бидејќи не е лесно воопшто.
Точно. Фала ти многу за интервјуто повторно и се надевам дека уште многу медали ќе гледаме, а те гледаме тебе и на Diamond, така? Да, за една недела следниот викенд на Diamond Cup. Сакам да видам оваа форма уште подобро. Овде сме заедно со нашата шампионка, во која категорија беше? Body fitness. Супер. Во последните 6 недели и општо во низ годините кога се надпреваруваше, која недела ти представува најголем проблем? Значи вака, ова пред се што го правам го сакам многу, генерално не го гледам како проблем. Секако тоа е доста, значи бара доста дисциплина, бара доста одрекувања, меѓутоа не можам да одвам некоја таква недела, еве да речеме дека последната недела дека сме веќе изморени, правиме некоја техника пред надпреварот за да нели се залепи кожата, да се издехидрираме. Да, можеби да тоа да го наречам како еден потежок дел. Најтешко ми е што можам да работам, да ги обавувам секојдневните обврски, работните обврски и воедно да се спремам за надпревар, тоа ми е најтешкиот дел. Точно. Која храна постојано ти е во мисли при секои припреми, а при тоа не смееш да јадеш се до последниот ден? Јас во суштина вака се хранам 26 години, значи ова ми е лајфстайл, животен стил. Не правам некои многу големи сериозни отстапки. Единствено ми фали овошјето повеќе и можам да кажам дека сладолед и евентуално би каснала пица. Ама тоа е само така еднократно после надпреварот и после ми поминува и си продолжувам со таа иста. Со стилот и лајфстајлот. Низ годините назад, која беше потешкотијата при позинг припремите која ја совладуваше и ја вадеше во се подобра форма кате? Значи вака да се синхронизира секој дел да биде стегнат, при тоа си наштекли, па треба да има насмевка, треба да има еден благ флерт со судиите, значи таа синхронизација на сите тие елементи ми беше можеби најтешкиот дел, меѓутоа имам искуство со моделинг, претходно имам работено како модел, како манекенка, како модел, така да тој дел и можеби полесно го совладам, меѓутоа позирањето 50% од работата која што се ја вложил, така да е многу важно и треба секогаш да се исполира и да се донесе најдобар пакет на сцена. За крај, кога сме на светската сцена, кој бодибилдерка ти е инспирација и мотивација си во овие години да го правиш се тоа? Значи, пред се јас најмногу ги пратам бодибилдерите од 90-тите години, повеќе ги пратам мажите. Од жените, сега ова што се случува моментално и во МПС не ми се допаѓа многу, ми само отидено малце во некоја многу нездрава граница. Синди Гилон секако ми идол, таа е од 7 пати мис Олимпија. Секоја чест нели за таа посветеност и секако може да држи титулата. Од овие постарите бодибилдери секако ми се Рони Колман, Кевин Леврон, Декстер Джексон и целата таа клапа на бодибилдери од таа ера. Фала ти многу на интервјуто и се надеваме дека ќе славиме уште многу медали и успеси. Шкодраган денеска во колку категории се надпреваруваш? Денеска се надпреварува во 2 категории и се случи истото што се случи на државното првенство пред 2 недели. Во сениор физик освоив второ место и во мојата категорија без конкуренција се го освоив пак првото место. Честитки Шкодраган. Благодарам. Дали се промени нешто во последните 2 недели кога станува збор од припреми, потешкоти? Потешкотиите ми се исти, значи нема дали се лесни или се тешки, секогаш се тешки. Сакам малку да доловам, да пуштам еден набер до помладава генерација, иако првиот победникот во сениор категорија што победи сега во менс физик, од него сум повозрасен на 17 години, значи он има 28. И сакам да кажам дека и ние од постариите 45 дека секогаш ќе им дишиме во врат на помладите, тоа значи дека он не треба да се опушта. Ако се опушти, тогаш Шкодраган ќе настапи многу појак. Значи он е приморан да биде спремен, така да едноставно индиректно му даваш еден мотив плюс на него и едно здравје за да си тренира и понатаму во овој спорт. Јасно. Кога сме кај светската бодибилдинг сцена, кажа дека Арнолд е кај тебе и се надевам мотивацијата се уште ја црпиш и ја наоѓаш таму. Секако, да, ми следуваат уште 2 надпревари, значи сега сум на половината. Кои се 2 надпревари кои следат со Шкодраган? Значи заврши ова, сега следно е наредната недела Diamond Купот. Тоа ќе се одржи во Скопје, во Diamond Mall, па ве покануваме таму да видите. Исто и јас ги поканувам сите гледачи да дојдат да ве бодриме, да ве поддржиме у најголем број.
Да, секако, таму ќе се натпреварам во мојата категорија во ветерани, 40+, зависи категориите какви се, може да е 40-49, неверојатно ќе биде една категорија. И после тоа, после 4-5 дена ми следува светскиот куп и тоа е едно многу јако првенство, исто ќе се одржува во Шпанија, во Санта Сузана, каде што се одржуваат секоја година европските првенства. Така, кога сме на интернационално ниво, Чичко Драган, на кои места си има пласирано на надвор од Македонија? Не, имам две титули балкански, 2020 и 2022 сум балкански шампион. Исто така 2022-та на европско првенство за едно место не влегов во финале, да завршив на 7-то место, а во финале влегуваат 6. Всушност мене тоа ми е и мотивот и целта, да на европско или светско првенство бидам во првите 6, тоа значи да бидам финалист и тоа не е мала работа. Исто тоа е на некој начин би се одолжил на мојот сега покоен татко, каде што целиот живот он го посвети на мене, јас сега продолжувам за тоа и чувствувам како обврска и сакам да еден мој поклон до него да биде еден медал на едно европско првенство или светско. Фала ти на прекрасното интервју, се надевам дека ќе славиме уште многу медали, многу пехари со тебе и дека ќе видиме конечно на тие топ 6 финалисти. Секако, благодарам и на вас, секогаш сте тука поддршка и за нас и за помладите и за постарите. Се гледаме следна недела, уште едно интервју после Diamond купот. Така. Благодарам. Фала ти на интервјуто. Благодарам. Овде сме заедно повторно со Кирил Цетковски. Кирил, кажи ми сега во ова поделикатно интервју, која од последните 6 недели ти беше најтешка и зошто? Па да ти кажам искрено, денес ми беше најтежок ден, ради што кренав температура денес и малце бев скроз отепан, да речем, многу уморен и што накако се, знаеш, пред настап кој ти се деси, тоа е малце, знаеш, демотивирачки. Дали има врска тука тремата? Па си делува стресот, да речем, на water retention, да речем, на некој начин. И самата температура што има и то придонесе до тоа, али тоа е, знаеш, ќе мора да продолжиме понатаму, што и да се деси. Овака, сега сме со медали, со пехари и со температура. Која е храната што до ден денес не смееше да јадиш, но денес ќе ја јадиш? Па палачинки, искрено. Значи одиме на палачинки на благо. Да, благо, обезно. Најголема потешкотија што се имаш со отчено и што уште да се овладуваш за време на позинг припремите? Ова главно малку се по деликатни транзициите, али во главно во менс физик не се тешки позите. Најтешко ми беше денес, да речем, ради температурата како што спомнав претходно и самото дишење. Значи, тешко ми беше со дишењето и со, да речем, стегањето на сцена. Али окей, се снајдов. Јасно, кога сме веќе на светска сцена, кој идол те мотивира, те инспирира да го правиш ова и па со оглед на тоа што такмичам во менс физик, Рајан Тери, дефинитивно број 1 во таа категорија на светско ниво, а и не само ради што е број 1, туку е и години на сцената, повеќе од деценија, секоја година се такмичи и е фамилиарен човек и е во години, да речеме, 35 години има човекот и дефинитивно инспирација за... Мислам дека Рајан Тери победи оваа година во мен физик, така? Дали тоа... Така. Втора Олимпија поред. Дали, бидејќи Мистер Олимпија беше измеѓу државното и Палио Класик, дали нешто промени кај тебе и ја зголеми мотивацијата кога слушна дека е он победникот? Па, што знам, нормално. Знаеш, ти дава инспирација самата негова приказна, да речем, тоа што е и човекот и во години, а и фамилиарен човек и сетото успева да го балансира и е дефинитивно инспирација, не само во менс физик, општо во цел бодибилдинг свет. Значи како човек, како карактер во целокупност. Број 1, да. Фала ти многу на интервјуто и се надевам дека ќе се радуваме на многу твои медали и успеси. Кумановски може ли? Може. Најмногу поштувам тоа. Ајде, ја на Неготински, ти на Кумановски. Може ли? Почнува да разбера, али да. Ајде. Значи сега... Тука? Оди. Интервју на диалекти цепиме сега. Значи ја на Неготински ќе те питувам тебе, а ти на Кумановски ќе ми одговараш мене. Важи. Бива ли? Евак, тук сме сега со кој? Ивица Стојчевски. Ивица Стојчевски. Вака, имам едно прашање сега за тебе. У последните 6 недели, знам која ти беше најтешка. У последните 2 недели, дали имаше некоја потешкотија што се овлада и како се носеш со неа? Само последни 2 дана, многу ми се едеше, али
Значи, Само за не разлика од минатиот пат, вие пат храната е поголема. Да, само 2 дена. Добро, сега кога сме ки храната. Која храна, еве до денеска ти се моташе у глава цело време и не смееше да ја јадиш? Стек, искрено сендвич со стек билоше. Значи сендвич, чикен бургер, некоја таква работа, Може. Као само стек и леб. сега. Иначе гра. И гравче? Гра. Тоа е тоа. Вака сега. Кажаме минатиот пат, пошто втор пат ти го правам интервјуто, кажаме дека Крис Бамстед и Дориан Јејс. Крис Бамстед вие 2 недели го прогласија за 6ти пат шампион, па дали нешто смени тоа кај тебе, у мотивација, инспирација и слично? Само, например, повише мотивација за неколку години ја на Олимпиадос. Чисто тој што, нели, он збори стандард, осеќам дека може да сум тој што ќе го продолжите. Искрено имаш феноменална физик, генетика, се, ти посакувам уште многу, значи медали да славиме со тебе и тука сум да ве поддржам сите максимално. Фала ти. Денеска сме овде за прв пат во ексклузивно интервју со Илиријан. Да. Илиријан, кажи ми како ги помина сите овие припреми, бидејќи знаеме дека беше и на Арнолд. Второ место во Арнолд. Второ место на Арнолд, така? На менс физик. Менс физик, да. Имаше околу 100 и нешто такмичари. Браво, тоа е озбилна конкуренција кај што ти ни донесе пехар и медал. Овака, во последните 6 недели, која ти беше најголемата проблематика, препрека што успеа Илиријан да се износе со неј? 8 недели до кај третата недела пред такмичање, тогаш. Ти беше најголем проблем, така? Дали имаше некој специфичен проблем Илиријан од државното, Арнолд до ден денес што... Ништо, сите без стрес, без ништо, многу лесно. Веќе кога почнавме од државното, наваки е секако што треба. Супер, браво. Сега имаме на прашање околу исхраната. Која исхрана или конкретно јадење ти беше константно во мисли, а при тоа не смееше да ја јадиш до ден денес? Ништо, да ти кажам право, знам дека никој нема да ме верува, ама ништо. Сега ќе дојдам дома, ќе јадам оброкот што го имав и вчера, така. Значи продолжуваме понатак и дисциплинирани, без... Во Diamond Cup сме другата недела, после тоа име на World Cup Санта Сусана и завода се натаму. Ти посакувам, значи највисок пласман, да донесиш уште медали кај нас. Имам уште едно прашање за тебе. Кога сме кај светската сцена, кој бодибилдер ти дава мотивација и инспирација да го правиш ово толку добро? Немам некој име, да ти кажам, сега, не знам. Сите овие што имаат дисциплина, Сите луѓе што се надпреваруваат и што се во овој спорт ти даваат секојдневна мотивација, така? Да. Фала ти уште еднаш и ти посакувам најголеми пласмани на следните надпревари што ти следат у еднина. Илија, тука сме денеска повторно со тебе. Во кој категории се надпреваруваш денес и кои награди ги освои? Денес бе во 2 категории. Класик физик, каде освои второ место, и бодибилдинг до 90 кила, каде зедов прво место. Така. Во изминативе 2 недели, која беше потешкотијата со која се соочиле? Можем да кажем дека беше малку полесно овај пат, зашто формата беше спремна, али дали требаше да се држи тренингот на високо ниво. Кардио, храната исто треба да се пази. Така да малку беше полесно, али исто требаше доста труд и дисциплина да се издржат и тие 2 недели, па секако и да се дојде до нов успех. Јасно. Околу исхраната, дали уште постојано се во мисли истите оброци од минатиот пат? Мислите за после такмичење што да јадам? Да, секако. И сега зашто наскоро нема друго напреварување, ова беше последно, така да ќе траи повеќе денови, не само еден ден. Јасно. Кога сме пак кај светската сцена, твојот фаворити и Крис Бамстед и Рајан Тери освоија повторно титули на Мистер Олимпија. Дали тоа предизвика кај тебе уште поголема мотивација за овие 2 недели? Секако, кога твоите идоли победат Мистер Олимпија, што е нешто најголемо што постои. Во исто време додека се надпреваруваш? Да, во исто време, секако беше инспирација за мене, задоволство и да, секако, да.
Фала ти многу на уште едно интервју и се надевам дека уште многу медали и пехари ќе славиме заедно. И мене фала многу. Кажи. Денеска сме овде заедно со Садиме баш ме тие. О, фандер. Гранит колета. која од последните 6 недели му беше најтешка? Cila prej 6 javëve të fundit ka qenë më e vështira? Java më e fundit është java më e vështirë është java e fundit që Последната недела секогаш е најтешка. jemi pa karbohidrate, jemi me kardio, jemi me shumë pak ujë edhe kështu që është java më e vështirë, java e fundit para garës. Без јаглено-идрати се, без вода, без онако и затоа е многу тешко. Кога сме кај исхраната, кој оброк ти беше постојано во мисли? Уште ушими цила меню ka qenë më e preferuar. Menyeja më e preferuar është mishi koq edhe patatet e ëmbla. Највише црвено месо му било најомиленото онакво порција и црвен компир, он е благиот компир што го. Кога сме на светска сцена, од кој бодибилдер црпиш најмногу мотивација и инспирација да го правиш ова? Куриен не сем бодноре. Për cilit bodybuilder merr inspiracion edhe me vonë. Besoj që inspirimi i gjithë bilderave është Ronnie Coleman, gjithashtu edhe unë kam inspirim Ronnie Coleman. Vika, мислам дека за сите билдери е Рони Колеман. Вика, и мене ми е инспирација Рони Колеман. Фала ти многу на интервјуто и се надевам дека уште многу медали и пехари ќе славиме со тебе. Faleminderit në intervju. Mendoj që edhe shumë medalja dhe pehara kemi fituar. Faleminderit shumë për mikpritjen, për gjithçka. Thank you very much. За ова домакинлук што не примивте за. Фала ти многу уште. Борчо, честитки за денешните успеси. Во кој категорија се надпреваруваше и што освои? Јас се надпреварував до 70 кг бодибилдинг и освоив истата категорија. Честитки. Кога сме кај последните 6 недели, која беше најтешка за Борчо? Па третата пред надпреварот. Точно. Тоа е практично една недела пред државното првенство, така? Да. Да. Бидејќи има 2 недели поминато од тогаш до сега. Кога сме кај исхраната, која храна ти беше постојано во мисли, а при тоа не смееше да ја јадиш? Па доста јадам чиста храна и немам некоја стравост за храната, пошто трет пат се надпреварувам. Ама после светското надпреварување што ми следува, би јадал некоја пица или бургер. Браво се. Кога сме кај позинг припремите, дали имаше некоја потешкотија, Борче, со која се совладуваш? Па да, позинкот ми е слаба страна, но се трудам колку можам да го покријам тоа и да има некои пози Биде во најдобра форма. Да, има некои пози што сакам да ги и треба да ги подобрам, се трудиме да го поправиме тоа. Кога сме кај светскиот бодибилдинг, која ти беше најголемата инспирација од бодибилдерите? Мислиш на Олимпија? Општо на светско ниво. За мене најдобар бодибилдер е Хади Чупан. Хади Чупан. Да, пошто има доста агресивна сува форма и има облини, добри нози, вакуум, а предниот дел му е супер, и ме фасцинира. Борче, фала ти многу на интервјуто и се надевам дека ќе гледаме уште многу медали и пехари од тебе. Фала. Тука сме заедно со Дарио Трајковски и во кој категорија се надпреваруваше денес и што освои? Јуниор бодибилдинг до 23 години, прво место, злато. И бодибилдинг сениори, тешка категорија на 90 кг, трето место. Браво, што беше во одлична конкуренција, јас мислам. Искрено никогаш не сум стојал до подобри момци од овие што беа на бената, искрено мислам дека им парирав доста и дека у некој пози чак можам да кажам дека ги победив. Не е его, искрено мислам дека ги победив у некој одредени пози. Така. Кога сме во последниве 2 недели измеѓу државното и денес, дали имаше некоја потешкотија која ја совладуваше? Искрено не, пошто си дозволив саботата вечер да си јадам колку што сакам. Неделата исто така си дозволив, иако тренерот не ми го каже тоа да го правам, јас си го дозволив на самиот себе. Поздрав до Божо. Поздрав до Божо, да, Божо нема да караш. У секој случај изедов се што плачев да јадам буквално, се. Значи ајварот, графчето. Ракија немам пиена. Ракија немаш пиена, ама за дехидрација не ли помага?
Па боле водка, бел алкохол повеќе. Викаш, аха. Научно да кажам. Кевин Леврон и Рони Колман стратегија. Кога сме кај светската сцена, кажа дека Сибам ти е најголем идол. Телефонот ми е тука при ръка. Така, еве и сега може да покажеме кој е на позадина. Маркус Рухел. Како што кажа претходниот пат. Германците се најдобри бодибилдери. Сега. Одличен избор. Маркус Рухел е пензиониран. Крис Бамстед се пензионира во овие 2 недели додека ти беше измеѓу. И освои по 6-ти пат поред прва награда. Дали тоа предизвика кај те мотивација, инспирација да газиш уште напред? Искрено да, затоа што човекот застана на бина 6-тиот пат. Сега не го немаше тоа, ја немаше таа самодоверба што имаше минатите претходни се 5 примети пати. тоа. Се тресеше, сакаше да победи и сакаше да се докаже намерен затоа што го последен пат, ама и го разбирам човекот веќе сака фамилија, се е докажал, нема веќе што да докажува. Инспирирал толку луѓе, поставил некој нов стандард за класик бодибилдинг. Завршено е за неа. Така. Кога сме кај позингот, знам дека беше секако што треба, освен грчевите. Како стоеше овој пат со грчевите? Искрено, од толку што јадев. Поврзано е со кардиото, правев многу кардио. Правев од сабајде сат време и навечер пред спиење сат време и меѓувремено правев 14.000 степс, кораци дневно. И ме фати грчото, листот, десниот и задната ложа и не дозволив у ниеден момент да пуштам. Буквално си. Он не пушта, ја не пуштам. Овој пат беше многу поозбилна ситуација. Поозбилна беше? Многу болеше, али не смев да си дозволам да пуштам. Така, таа болка ја прави оваа сатисфакција моментално кај што сме. Така, фала ти уште еднаш на интервјуто и се гледаме на Diamond Cup. Фала ти на тебе. Екипа, ние овде се одјавуваме. Фала многу на Зоран Паљо за можноста што ми ја даде да снимам и да бидам дел од оваков спектакл. Фала и многу на сите надпреварувачи што одвоија време и што ми дадеа интервју и што беа во многу поголем број и во подобри форми. Ние следно се гледаме на Diamond, а вие не заборавајте на лайк, шер и сабскрајб и да им бидете добро здравје. Фала ви уште еднаш. Чао, чао.